Сдруженијето на инженери на Македонија со представка до Регулаторна комисија за енергетика со барање за измена на правилата за снабдување со електрична енергија и предлог решение за спречување на неправедната наплата во фактурите и како што велат неоправданата заработувачка најавана. Што содржи представката и кои се според нив можните решенија на овој проблем? Дознаваме од вториот соговорник во Македонија наутро. Добро утро за Денис Мустафов од Сдруженијето на инженери на Македонија. Добро утро и добре ни дојдовте. Да не должиме многу. Испоминавме представката која што доставивте до регулаторна, што содржеше истата? Па вака, ние подолго време ги анализираме состојбите во енергетиката и вклучително и регулаторна комисија за енергетика. И особено внимаваме кога се носат новите цени на електричната енергија и се трудиме секој пат да реагираме во таквите ситуации, меѓутоа имаме финансиски и правни потешкоти за таквата реакција. Овој пат бевме иницирани и успеавме некако да изреагираме во ситуацијава, затоа што имаше на еден од медиумите имаше интервју со председателот на регулаторната комисија и во тој по повод реакцијата на граѓаните за високите сметки. И во тој интервју председателот истакна дека тоа се случува поради предвидување на висината на потрошувачката кај домакинствата. Тоа ни предизвика сигнал да почнеме подлабоко да истражуваме како е возможно воопшто да се предвидува потрошувачката кога имаме бројила кои што точно го очитуваат тоа и не сме такво нешто да се случи. Секој вид на предвидување предизвикува неточност. Особено во ситуациите кога се појавуваат блоковите. Ние ги направивме тие пресметки, истраживме по регулативите кои што ги тангираат овие проблематики и видовме дека се случуваат три ситуации кои што треба да се случуваат три ситуации кои што се возможни. Едната е да нема штета по потрошувачите, втората е да има штета по потрошувачите и не постои ситуација кога има полза на потрошувачите. Значи, постоја само тие две ситуации кога има или штета или е на нула состојбата, значи дека е реална. Од тука произлегува дека на некој начин, без да знаат потрошувачите, се оштетени со сметките кои што ги добиваат и тоа се манифестира драстично во јануарската сметка, кога тоа на некој начин се забележи, затоа што имаше еден таков пресметковен период во четвртиот, каде што 31 декември не беше опфатен. И во тој момент се случи да делот од потрошувачката во декемвриската сметка да се стави само во еден ден, во 31 и на тој начин граѓаните да добијат овакво повисоки сметки, со тоа што целата потрошувачка од декемврискиот месец им беше ставен во еден ден, со тоа влегува во третиот и во четвртиот блок и сметките им станува многу повисоки. Дали ова почнува од моментот кога се формираат блоковите? Го посочувате членот 31 од Законот за енергетика како спорен во однос на неправедната наплата во услови на постоење на блокови? Па, токму тој член 31, вака видите, во Законот за енергетика никаде не е предвидено дека треба да се врши предвидување на наплатата. Сите правила, правилници, акти кои што ги носи Регулаторната комисија за енергетика се темелат на Законот за енергетика. И во голема мерка се препишуваат одредбите од законот и на тој начин се вкалкулираат одредени правила или некои други документи кои што тарифници, такви некои документи кои што се нивни акти на Регулаторната комисија. И сега овој пат со тие правила кои што донесени 2018 година, тие внесоа одредба дека во случај на било каква неможност да операторот на дистрибутивниот систем, односно ЕВО на дистрибуција, да изврши отчитување на броилото, да може да врши предвидување. И таквата одредба фактички немаше влијание до моментот на воведувањето на блокови. Од кога се воведува блоковите, тогаш веќе се случува Регулаторната комисија беше обврзана да го предвиди тоа дека ќе се случуваат колизии, ќе се случуваат некои неправилности во пресметувањето. И тоа се случи. Се случи да
му е возможно на евна дистрибуција да си ги очитува струјомерите на начин како што тој сака. Првенствено беше да се очитуваат на година дена, меѓутоа ако не можат, значи кога ќе може да се очитуваат, должни се 12 сметки да дадат во текот на годината. И потоа имаше реакција од граѓаните дека имаат повторно високи сметки кога се појавија блоковите. Регулаторна комисија во половината на месец јули 2022 година врши измена на правилата за висина за снабдување со електрична енергија и воведува квартално отчитување на броилата како задолжителна мерка. Меѓутоа, на тој начин му е возможно на економскиот оператор да биде и помалку од квартал, например да може двомесечно. Во таквите ситуации дистрибутерот има можност еден месец да не отчитува, еден месец да отчитува. Токму таквите ситуации доведуваат да се случува максимално штетување на граѓаните, затоа што во едниот месец ако се отчита, наредниот месец не се отчита, тогаш се случуваат проблемите и оштетување на граѓаните и на некој начин дополнителни приходи на дистрибутерот. И сите овие неправилности ги направивте во еден вид табели кои што им ги презентиравте на регулаторите на средбата со нив. Тука би сакала да ги погледнеме и фотографиите за да им појасниме и на граѓаните за што станува збор. Станува збор за 4 табели во кои што ги имаме и редовното отчитување и паушалното, предлогот за заеднички усвоеното решение, па ајде да ни појасните вие како тоа изгледа. Доколку ни се подготвени фотографиите, ве молам колеги само да ги видиме за да и граѓаните да добијат слика. Еве. Ние во Регулаторната комисија за енергетика имавме многу конструктивна дебата и бевме многу добро примени, затоа што не беше само председателот таму, туку беа сите членови, затоа што тоа е колективно тело кое што одлучува. И ние им предочевме ситуација каде што ги прикажавме можните ситуации на грешка, само 10% на грешка во нивните предвидувања, како тоа се одразува на состојбата на сметките кај граѓаните. И видовме дека со 10% на грешка може да се појават разлики од 30 до 1300 денари, зависно во кој блок се влегува. И тоа во распон од 2 месеца, фактички еден месец се отчитува, другиот месец еден месец не се отчитува, односно се предвидува, вториот месец се отчитува состојбата. И тука дојдовме до заеднички заклучок дека се случуваат тие грешки. И сега во табелите ќе ги погледнеме, значи ситуациите за да можете граѓаните да ги видат, ставивме фиктивни ситуации за месец март и за месец април. Например, во една нормална потрошувачка на едно семејство да кажеме дека троши во распонот од тие 2 месеци вкупно 500 киловати скапа и ефтина струја. Користам термини за да може народот да ги разбере, да не бидат висока и ниска тарифа. Значи, троша струја скапа и ефтина вкупно во 2 месеци 1000 киловати скапа и 1000 киловати ефтина струја, со тоа што се распоредени равномерно првиот месец 500, вториот месец 500. Во таков случај, граѓаните би добиле 2 фактури, значи при редовно отчитување и тие двете фактури би имале исти износ. Првиот месец би биле 7118 денари, вториот месец би биле исто така 7118 денари, вкупниот износ е 14236 денари. Сега да видиме како тоа се случува со овој процес што се случува од јули месец 2022 година. Регулаторот има право да врши предвидување. Ние не знаеме кога тој се наоѓа во ситуација да нема услови да ја врши отчитување и тој врши предвидување. Тоа предвидување може да биде првиот месец да предвиди помала потрошувачка или поголема потрошувачка. И независно од тоа, повторно има тука несогласување. Во случајот во нашата втора табела веќе представуваме случај каде што во месец март предвидува наместо 500 киловати часови потрошена електрична енергија предвидува 800 киловат часови, иако реално домаќинството потрошило 500 киловат часови. Значи скапа струја, а ефтина струја исто така 800 киловат часови. Во таков случај на домаќинството му се пресметува фактура од 11.689 денари, а во април месец, откога ќе се отчита брилото, очигледно е дека вкупната потрошувачка 1000 киловати и излегува дека уште 200 киловати остануваат за
наплата. И тоаш наредната фактура станува поевтина, доаѓа до 2945 денари, односно скоро 3000 денари, и вкупната наплата за овие 2 месеци доаѓа дека излегува дека е 14623 денари. Иако се види разликата помеѓу реалното и она што сега е очитано, се гледа дека се тука 387 денари разлика. Таа разлика не може да приметат граѓаните, затоа што мислат дека може би овој месец бил ваков, другиот месец бил таков, меѓутоа таа разлика е неприметлива. Во интерес на времето, бидејќи имаме уште 3 минути до вестите во 8, кога би можеле да го очекуваме готовиот текст за измена на правилата за снабдување со електрична енергија? И што би било решение на целиот овој проблем? Текстот очекуваме повторно да имаме следба со регулаторна комисија и да видиме кој ќе биде текстот. Решението кое е? Решението е, ние предложивме дека решението мора да биде граѓаните точно да знаат кога им е очитано брилото, а кога им се врши евентуална таква фиктивна паушална пресметка. Значи во фактурите треба да биде наговестено ова е прочитано броело, ова е паушална пресметка. Сега, ние предложиме тоа да биде да не се, ако е паушална пресметка, тоа да не се вклучува овакво количество на електрична енергија во сметките, меѓутоа регулаторна комисија бара некое друго решение. Најверојатно решението ќе биде онака како што ние го предложивме, да биде месечно отчитување задолжително. Меѓутоа се јавува и проблемот на одговорност, кој е актуелно овие денови, значи одговорност затоа што се случи од 2021 година на некој начин се оштети на граѓаните и некој треба да сноси одговорност за таа работа. И одека регулаторна комисија, пошто се колективно тело и во Законот за енергетика секаде струи дека тие што треба да ги штитат потрошувачите, а не ние некои граѓански издружени организации, и тие треба тоа да го работат ревносно, а не да очекуваат ние да реагираме за таквите работи. Очекувате нова средба со регулаторите, сосема за крај на разговорот. Дали очекувате граѓаните да бидат поканети, бидејќи реагиравте дека во сите присутни на претходните состаноци изостанува оние кои што требаше најмногу да се прашаат? Целиот закон за енергетика е малку направен да буквално дава огромна независност регулаторната комисија и сега во ситуациите кога ги повикува заинтересираните страни, на некој начин никаде ги нема потрошувачите. Секаде се, например, економските оператори кои што работат во доменот на електричната енергија, стопанските комори, евентуално сега и Министерството за енергетика, меѓутоа потрошувачите ги нема. Тие беа засегнати. Сега тие станици се слободни, меѓутоа факт е дека треба да бидат на некој начин повикани потрошувачите и да реагираат. Меѓутоа и потрошувачите немаат можност да реагираат затоа што законот е така поставен да никој не може да врши контрола на работата на регулаторна комисија, да даде вето на нивната работа или да врши ревизија на нивните акти кои што ги изработуваат. А сето тоа, ако се тргне на сите нивни решенија и на сите нивни одлуки, единствен правен лек е управен спор кој што чини пари. И ретко кој може да се дозволи да поведе управен спор, затоа што тоа финансиски го оптеретува потрошувачот. Ќе следиме секако ситуацијата, па ќе видиме што ќе се случува во периодот кој што следува. Благодариме за гостувањето во Македонија на утро.